Во тема на денот мој гостин градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Јасно е кои се централните теми за кои ќе зборуваме, но ајде најпрво кој е впечатокот? Се нафативте на нешто потешко од тоа што очекувавте кога ја видовте сликата во самиот град? Не, можеби предизвикот ми е поголем од тоа што мислев пред изборите, поврзан со долгот. Јас очекував некаде околу 200 милиона да биде долгот евра на градот, ама со јавните предпријатија по нашите пресметки излегува дека над 300 милиона евра ќе биде вкупниот долг, што вака ќе треба посериозен ангажман, но тоа е дополнителен предизвик, како што споменав, од друга страна дополнителна мотивација за мене да успееме во нашата намера, тоа е од Скопје да изградиме град со кој што сите ќе се гордеат. Се решава ли долг од 300 милиони во јавните домаќински, ако се поставиме онака како што планираме, вие гледате дека практично со 0 денари постигнуваме ефекти и напредок за многу кратко време. Јас и имено и во таа насока го дадов и моето ветување во предизборието, само за да може да покажеме во јавноста дека ако добро се организираме, имаме честни намери во целиот процес, можеме да постигнеме резултати. Настрана од сето тоа, јас имам и добра пракса во општина Кисела Вода, исто задолжена општина, затекнав со 0 реализација на капитални инвестиции, па се издигнавме за релативно кратко време, така да апсолутно не ме плаши состојбата во градот Скопје, ниту во јавните предпријатија. Јас знам дека ќе биде тешко, пеколно тешко ќе биде, но имам одличен тим покрај мене, очекувам силна поддршка од страна на владата и тоа може да се заклучи уште во првите денови од како ја преземав позицијата како градоначалник на градот Скопје. Верувам дека ќе изградиме од Скопје метропола со која што сите ќе се гордееме за кратко време. Синоќ одбележавте крај на 72 часа чистење, завршува чистењето тука, затоа што се уште има нели улици споредни во кои проблемот не е до крај решен, и тоа што ме интересира со кои ресурси го спроведовте сето ова, затоа што ако ги немате ресурси, тоа ќе биде еднократно и ќе се потврди она нели што велат пиар акција на градоначалникот. Имаме ли со што ова да трае? Јас морам да истакнам, и вчера тоа го истакнав во мојата пресконференција вечерта, дека кога влегов во градот Скопје, 16 камиони беа единствено функционални во комунална хигиена, и тоа практично представуваше најголемиот проблем, затоа што никој не се занимавал со тој проблем да го реши изминатиот период. Од една страна имате пренатрупаност на вработени кои што не оделе на работа, знаете дека отстранивме доста листа и ќе продолжиме доста лица од листите на вработени и ќе продолжиме во таа насока да секој оној кој што несоодветно се однесува на своето работно место биде отстранет. Тоа беше едната димензија на проблемот, другата димензија беше недомаќинското работење и третманот на инвентарот со кој што располага градот Скопје за многу скоро време. Јас сакам да се заблагодарам и на сите сервизи кои што и покрај тоа што им се должат сериозни средства, затоа што во вкупниот долг спаѓа и тој долг кој што го должи градот и на приватните превозници преку ЈСП, од друга страна сервизите кои што се грижеле во минатото за камионите, излегува во пресед максимално и веќе имаме над 40 оперативни машини кои што работат на терен, а моите очекувања се да во наредниве неколку дена стигнеме до 60 на машини, што значи дека целосно оперативни би биле. Во меѓувреме веќе разговаравме со претседателот на владата да пристапиме кон тоа да се обезбедат и дел на нови машини кои што во перспектива нема да треба да се сервисираат, односно да се трошат средства, затоа што дел од машините и покрај тоа што се поправат за брзо време повторно треба да се поправат. Стари се дотраани и така натаму, така да важно ми беше да воспоставиме една функционалност во нашата активност и еден континуитет кој што ќе продолжи во наредниот период. Да не се повторуваат сликите од минатото кои што ги имавме. Навлеговме и во процес на казнена политика, затоа што мора да создадеме и ред во системот. Ние немавме ни систем од една страна, ниту пак ред имавме од друга страна. И тука јас и вчера го споменав тоа во јавноста, но еве денеска потенцирам и ги замолувам нашите сограѓани да совесно се однесуваат со нашата животна средина, затоа што немаше такви случаи баш во минатото кои што беа исклучени од целиот процес, а да не се однесуваат на загрозување на животната средина. И покрај тоа што поединци не им одговара тоа, јас сепак сум решен да воведам ред во овој систем кој што го креираме, и тоа подразбира да се изрекуваат и казни. Над 40 на казни имаме пишано изминатиот период и ќе продолжиме во таа насока се до моментот додека не ги изолираме целосно овие девијантни појави. Кога го направивте вчера билансот, споменавте 100 возила, 2500 луѓе. Тоа не се очигледно капацитетите кои редовно ги има комунална хигиена. Тоа се капацитетите. 100 возила? 100 возила не, но од аспект на човечки ресурси се капацитет. Не само на комунална хигиена, туку и другите јавни предпријатија. Ние сме еден цел систем.
И во минатото, ако поразлично функционирал, сега додека јас сум градоначалник, се ќе биде поврзано во една симбиоза, затоа што ние треба да испорачаме на крајот на денот услуги за граѓаните. И граѓаните плаќаат, треба да сме искрени за тоа, цел изминат период, но за жал не ги добивале услугите. Она што ќе биде моја крајна цел, ќе биде без разлика од кого е предизвикан проблемот, да се најде брзо решение. Јас сум тој кој што ќе треба да ги решава проблемите и само како така ја доживувам мојата позиција и довербата која што ја добив од граѓаните. Така да мене ирелевантно ќе ми биде во активноста кои ќе се вклучат од јавните предпријатија, важна ќе не биде реализацијата на крајот. А кога споменав за возилата, нормално дека и останатите возила од јавните предпријатија кои што не се надлежност на комунална хигиена и во наредниот период затоа што ќе следат расчистување на големи депонии. Планираме ексклузивно ќе кажам на ова гостување денес, за многу скоро од денес да започнеме со паркот во Бутел, Христијан Тодоровски Карпош, кој што го ветив пред нашите сограѓани. Планираме да започнеме со резервоарот во Ѓорче Петров преку водовод и канализација за високата зона да ја решиме со водоснабдување и така натаму, што значи дека сите овие проекти ќе бидат реализирани во содружништво од сите јавни предпријатија, нормално сите оние за кои што не треба да распишуваме тендерска постапка. Се што подразбира јавно предпријатие, паркови, зеленило или улици, патишта или кои да е предпријатие, нема да представува проблем да тоа биде симбиоза од сите јавни предпријатија, се со цел да го реализираме проектот. Колкав е долгот на комуналец и ќе поставите ли нов директор или последниот кој што го именуваше вашата претходничка ќе остане? Сите јавни предпријатија ќе претрпат измени во менаџерскиот тим. Природно и логички е секој човек со себе да си донесе луѓе со кои што сака да работи, да функционира. Така да во наредниве неколку денови ќе добиете детали околу кадровите промени кои што ќе бидат направени во градот Скопје, во јавните предпријатија, културните установи, средните училишта и се останато поврзано со тоа. Видовме дека се борите со сметот во реката Вардар, сепак тој постојано надоаѓа затоа што реката по своето течение го влече оној отпад и од депониите кои се создаваат покрај нејзиното корито. Планирате ли да побарате поддршка од владата за на национално ниво да се реши овој проблем по целото течение од Вруток до Гевгелија? Во постапка сме со една општествено одговорна компанија да обезбедиме мрежи кои што ќе бидат поставени во делот на течението на реката Вардар. Нормално мрежи кои што нема да сметаат на живиот свет внатре во Вардар, кои што се пракса во сите развиени европски метрополи како поставување за заштитување на речното корито и заштитување на состојбата поврзана околу течението на реката, така што во наредниот период ќе бидат изнесени деталите во јавноста, но тука ќе треба и централните институции да се вклучат во процесот на казнување. Не е доволно само ние од една страна да бидеме тие кои што казнуваат, ќе треба и Министерството за животна средина да се вклучи во целиот процес, затоа што и со поставувањето на мрежите ќе има и точна, јасна детекција од каде доаѓа сето она што се случуваше изминатиот период, а беше поврзано со отпад во реката Вардар. Мене ми е драго што после долги години оние вештачки направени острови кои што прво неубаво изгледа, а подоцна и влијаја на водотекот на реката, се конечно отстранети и заличе речното корито на реката Вардар, народски кажано, но во наредниот период ќе продолжиме со исти интензитет додека не го изчистиме целото речно корито, кое што го подразбира и чистењето на кејот, така што ќе бидеме фокусирани на таа работа во наредниот период. Доаѓаат зимата е пред нас, нема да можеме да се занимаваме со градежни зафати кои што се невообичаени за работа во зимскиот период, така да ќе се фокусираме на токму на овие работи, паркови, на чистење на депонии, на сето она што било проблем од минатото, повеќе децениски да го решаваме. Има ли некаков звучен рок и за депониите, затоа што како што рековте доаѓа зима, воздухот во Скопје секако е катастрофално загаден, депониите се голем дел од тој проблем. Она што ми е исто така посебно драго за многу кратко време од како ја превземав позицијата градоначалник беше отпочнувањето на процес на расчистување на депонијата на Вардаришта. Веќе сме во фаза каде што очекувам да се започне процес на одгасување на истата. Така што оние девијантни појави од минатото конечно ќе бидат оставени зад нас и никој повеќе нема да биде сведок на тие слики, но и да се труе нашиот народ во главниот град како што тоа беше
за жал случај повеќе децении наназад. Истото ќе го добијат како третман и останатите жаришта во градот Скопје. Знаеме за Визбегово депонијата, Шуторизари има една депонија, покрај Лепенец имаме депонија и така натаму, што значи дека третманот ќе биде опфатен за сите. Што се однесува на загадувањето, јас говорев често и во мојата кампања, во предизборието, јас не сум политичар кој што ќе ги излаже своите сограѓани, особено сограѓаните од кои што чека да добие поддршка и да каже дека многу едноставно ние ќе го решиме тој проблем. Тој проблем зависи од сите нас и решението од истиот. Во фаза сме во наредниот период на разработување на мрежа сеопфатна која што ќе зголемува мрежата на топлификација во главниот град. Тоа ќе влијае на она што е предизвикано како загадување од домаќинствата, затоа што треба да сме и темелни во таа работа, земајќи во предвид дека по сите физибилити студии над 80% од загадувањето во главниот град се должи на загревањето на домаќинствата, но тоа не значи ние да донесеме единствено мерки кои што ќе предизвикаат потешкоти на домаќинствата, туку ние треба како власти да најдеме алтернатива како полесно да се излезе од целиот процес, односно да влијаеме на заштита на животната средина, така што со директорот на топлификација имаме во наредните, мислам дека во четврток имаме состанок оваа недела токму на оваа тема и со стручните лица од градот Скопје. Имаме и надворешни експерти кои што ќе помогнат во целиот процес да целосно ја прошириме мрежата во главниот град. Ние имаме делови од центарот на градот, од кисела вода, од Карпош, кои што не се опфатени, но тоа ќе биде само еден сегмент. Депониите, како што споменав, се вториот сегмент и третманот и преработката на отпадот во Дрисла, кој што исто така е едно од жариштата во главниот град, но за тоа се уште се консултираме со експертите околу начинот на изведбата на истото. Првиот ден отпуштивте 371 лица. Да, денес се скоро 500. 500. Од кои институции се овие луѓе и како утврдивте толку брзо дека се тоа луѓе кои земале плата, а не доаѓале на работа? Видете, има систем за евиденција во кој што треба да се евидентира секој вработен. Тоа е најлесен начин да се утврди одредена девијантна појава и тоа не било работа која што ете јас сега само сум ја утврдил и утврдувале и во минатото и други, но за жал дали немале храброст, дали немале намери, не го направиле тоа. Инаку сакам за сите наши гледачи вечерва да појаснам, 500 луѓе значат 5 милиона евра на годишно ниво. Или во превод за 4 години тоа е колку што чини Луна паркот, што повеќе генерации израснавме да го чекаме 20 милиона евра. Тоа се сериозни средства. Не само што овие лица се отстранети. Јас веќе се консултирав со правни тимови кои што ќе работат на тоа да средствата бидат вратени назад, но да има и одговорност за оние кои што го потпишувале тоа како раководители на секторите, но и за директорите кои што го овозможувале целиот тој процес. Најмногу одстранети лица има во паркови зеленило и во комунална хигиена, но не се исклучени и останатите предпријатија, како Дрисла, како останатите, водовод и канализација. Значи секаде имало ваков тип на појави. И не станува таму збор за 3 дена отсуство од работа. Станува збор за неколку месеци, па за некои години станува збор. Така да во тој дел јас нема да имам толеранција кон никого. Јас и во мојата општина така функционирав изминативе 4 години и она што е платено од граѓаните и се средства од граѓаните, јас треба максимално да се борам да го заштитам. Во тој процес паѓа токму и ова. Се работи главно за административни службеници или за теренски работници, оние кои требало де факто да се справуваат со проблеми? Различни се профилите на луѓе. Цаци најпросто кажано. Ние го исчистивме градот. Генерално за 72 часа. И ќе продолжиме во континуитет. Јас бев градоначалник во општина Кисела Вода, кој што на територија на општина Кисела Вода од јавното предпријатие, не знам, паркови и зеленило, веќе го споменам, повеќе од 20 на луѓе има распределени на територија кои што требало да оперираат. Јас немав видено повеќе од 20 работници изминативе 4 години. И моите сограѓани тоа го гледаат. Истата состојба и во аеродром, истата состојба и во Ѓорче Петров и во центар и секаде. Од комунална хигиена има лица, односно имало лица кои што биле задолжени за хигиената на улиците. Дел од нив домаќински си ја воделе работата и постапувале домаќински, но поголем дел кои што дел ги отстрануваме од работа, воопшто не се појавувале на работа и земале плата. Така што многу е едноставно да го утврдите ова и јас повторно ќе кажам, јас не сум најумниот
во процесов кој што сега измислил нешто ново и нашол начин како да предизвика заштеда за предпријатијата. Јас само дополнително уште еднаш ја констатирав состојбата што сите ја имале констатирано во минатото. Јас не правам од тоа драма, како што правеа во минатото, па да се собираат, па знаете пред јавни предпријатија одредени личности и водечки структури во тоа време на градот Скопје глумеа жртви и така натаму. Еве, јас само постапувам согласно законот и така ќе биде и во наредниот Во период. само уште едно прашање. Сметате ли дека треба овие сервиси, особено во делот на комунална хигиена, да останат под градот или како што има иницијатива од делот градоначалниците, самите општини во рамки на градот Скопје да управуваат и да се грижат за хигиена? Што се однесува на комунална хигиена, ние веќе имавме координација со градоначалниците од градот Скопје, дента пред да започнеме акцијата. И јас се уште стојам на ставот, кој што во минатото го имавме, дека комунална хигиена треба да се расформира во општините, но сега не е во можност да се расформира, земајќи во предвид дека премала механизација има, ќе предизвикаме дополнителен хаос во градот. Сега не сме подготвени. Сега јас ќе изградам јаки, цврсти предпријатија, тоа што некој во јавноста зборуваше приказни за време на кампањата дека не знам ќе се приватизирале јавни предпријатија, апсолутно го отфрлив и тогаш, но еве го потврдувам и денес дека јас ќе се борам до последен атом да создадам самоодржливи јавни предпријатија кои што ќе бидат единствено во служба на граѓаните, но ќе бидат и собственост на граѓаните, како што се во моментов, така што ако во перспектива откако ќе се зајакнат капацитетите на комунална хигиена, се утврди дека полесен ќе биде начинот на маневрирање и подобри ќе бидат услугите за граѓаните, јас не ја отфрлам апсолутно таа идеја да се подели комуналната хигиена на градоначалниците соодветно секој према бројот на жители и услуги кои што треба да ги дава. Најавивте зголемување на возниот парк во јавниот градски превоз со 55 од денеска автобуси, сепак тоа беше практично замена на стари со нови возила кои немале лиценца досега да се вклучат во сообраќај. Ќе бидам најпрецизен тука. Кога нови автобуси ќе имаат скопјани? Тоа се возила кои што некој исто така од невнимание во минатото не дозволил да возат за граѓаните. И наместо да чекаат по 3 часа, по 2 часа, по час и половина или по половина час, макар и 20 минути да чекаат нашите сограѓани, некој требало да подпише и да дозволи тие возила за кои што воедно има и одлука на совет донесено во минатото. Знаете, тоа е рамка за која што е донесена одлука на совет многу поодамна од денес, во која што околу 200 превозници треба да бидат вклучени, односно 200 автобуси од приватните превозници треба да бидат вклучени во оптек. Поради невниманието во минатото, единствено 40 автобуси возели изминатиот период, 40 до 50 автобуси. Значи, квотата од минатото не беше исполнета. Од друга страна, имаме десеткувани автобуси, односно возен парк и флота на јавниот сообраќајен транспорт ЈСП Скопје. Имаме вкупно 160 автобуси. Најмалку 270 требаат за нормално да функционира. Кога може тоа Она да се што очекува? најбрзо можев да го направам јас е да овозможам на оние кои што согласно закон и одлука од минатото им следува тоа, да ги вклучиме во процесот и да го амортизираме ударот кој што го имаат граѓаните изминатиот период, а се однесува на доцнење на автобуси. Тоа дополнително влијае на гужвите, метежот, автомобили, вклучување во сообраќај и се останато. Денеска имавме средба повторно со министерот за транспорт, но ова морам да потенцирам дека е решение на краток рок. И јас тоа го најавив како такво во кампањата и го направив тоа уште првиот ден кога станав градоначалник. Но она што ќе биде решение на долг рок, ќе значи обновување на флотата на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Некаде март месец, денеска имавме средба и со министерот за транспорт и врски, господин Николовски, некаде март месец треба да пристигнат 80 автобуси, оние кои што владата и министерството треба да ги дадат за градот Скопје, односно да ги обезбедат, и уште 70 мислам дека се дополнително за останатите градови низ Македонија, што значи дека верувам во тоа дека март месец би стигнале 80 автобуси еколошки за градот Скопје. Ќе го решите ли проблемот со долгот кон приватните превозници, затоа што често имаше штрајкови кои дополнително ја отежнуваат ситуацијата во јавниот превоз? Околу 3 милиона евра е долгот према приватните превозници. Работиме кон тоа да обезбедиме средства.
Јас разговарав со нив и сум искрено благодарен за тоа што човечки влегува во целиот процес, домаќински да помогнат на градот, затоа што и тие го сакаат градот, но не треба да се занемари фактот дека и тие ранат семејства, имаат вработено луѓе и така натаму, доаѓаат новогодишни празници за месеци, половина од денес, малку помалку од 2 месеци, што значи дека јас сум апсолутно свесен дека тие луѓе треба да однесат средства за да се обезбедат тие нивните семејства и си ги заработиле и ги одработиле на крајот на денот, така да ќе имаме до петок состанок и со нив, ќе се договориме околу начинот на исплата. Во минатото им било многу ветувано, но ништо не било испорачувано. Знаат дека во мене имаат пријател и човек на кој што ќе може да се потпрат и дека она што ќе го договориме практично тоа ќе биде реализирано. Ако се договориме на не знам на 10 рати да биде исплатата, на толку и ќе биде и верувам дека доследно на тој начин ќе го испорачуваме тоа како градско. Во петок имате седница за ребаланс на буџетот. Да. Што е најважното што сакате да го направите со прекројувањето на градската каса и од колку советници имате поддршка? Па сега не можам да говорам за од колку советници имам поддршка. Имаме ние апсолутно мнозинство во Советот на градот Скопје, составено од нашата советничка група, составено од нашиот коалиционен партнер ЗНАМ, но и ВЛЕН. Но не исклучувам можноста да се приклучат и други советници во наредниот период. Не отфрлам можноста да, затоа што ние ќе носиме одлуки кои што се во интерес на граѓаните, да и едногласно, и ќе ми биде драго да се носат, како што имав пракса во општина Киселово изминатиот период. Знаете како и со советниците ќе се комуницира, ќе се работи, ќе се прифаќаат сите оние нормално остварливи иницијативи. И верувам дека ќе имаме одлична соработка во наредните 4 години. Ниту јас гледам непријател во дел од советниците, ниту па они треба да гледаат во мене непријател. Ние заеднички треба да се бориме за да реализираме што е можно повеќе проекти за нашите сограѓани. Градоначалниче, ви благодарам за ова прво гостување по вашиот избор. Се надевам дека во следните интервјуа ќе може за малку посовремени работи во 2025 да зборуваме дали се тоа соларни фасади, дигитализација, вештачка интелигенција и урбанизација, не за собирање на сметот, така што ќе оставиме за следните интервјуа да ја видиме малку повеќе и визијата за тоа каде оди Скопје. Ви благодарам за вашата покана и уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Благодарам.